Постапувајќи по барање за проширување на истрагата Фаланга, Министерството за внатрешни работи денеска поднесе посебен извештај против 65 годишно лице од Охрид, инаку во функција на директор на Управата за заштита на културното наследство поради основано сомнение дека сторил кривично дело злоупотреба на службената положба и овластувањата. Понатаму против 59 годишно лице од Скопје за сторено кривично дело помагање, инаку вработен исто така како раководител во Управата за заштита на културното наследство, како и против две лица исто така вработени во Управата, и тоа 56 годишно лице од Куманово и 49 годишно лице од Скопје, кои што се товарат за помагање во врска со злоупотребата на службената положба и овластувањата. Пријавените со пречекорување на овластувањата и постапувајќи надвор од нивната законска надлежност преку издавање на противзаконска документација, преку која барале дополнително и полициска асистенција со издавање на платни налози и преку други патни трошоци, го оштетили и буџетот на Република Македонија, односно само по основ на дадената полициска асистенција, Министерството за внатрешни работи е оштетено за износ од преку 1.200.000 денари, додека по основ на издадени платни налози и други патни трошоци, висината на штетата дополнително треба да биде утврдена. По издадена судска наредба од Основниот суд Скопје 1 Скопје, извршен е увид во одземената документација од Управата за заштита на културно наследство, при што е утврдено дека прво пријавениот, вработен како директор во Управата за заштита на културното наследство во текот на 2011 година, поттикнат со умисла од второ пријавениот, инаку раководител на одделението за превенција на културното наследство во истата управа, противправно потпишал и издал согласност за изведување на земјени работи со цел проверка на наводи за постоење на културно-историско наследство на две локации, и тоа на патниот правец Велешко езеро Катланово и Делчево, место викано Драмски рид, со што двајцата пријавени ја загрозиле безбедноста на културното наследство на Република Македонија. По претходно доставени барања од физички лица за изведување на земјени работи на споменатите локации од Управата за заштита на културно наследство биле издадени согласности во ноември 2011 година, иако според Законот за заштита на културното наследство Управата нема законска надлежност ниту овластување за нивно издавање, односно истата може да издаде само дозвола за археолошки истражувања, по претходно обезбедена соодветна документација. Исто така во издадените согласности не биле наведени точните локации каде што требало да бидат изведувани ископувањата, односно не биле наведени координати, надморска височина, пристапи и слични податоци за општата идентификација на наоѓалиштето, катастарската општина, катастарската парцела, катастарската површина, класа и намена на земјиштето, со што би можеле да ја користат и злоупотребуваат согласноста и за други локации. Инаку едно од лицата носители на согласноста било и лице кое што е осудено на 21 октомври 2011 година во судскиот процес Фаланга, кој факт им бил познат на двајцата првоосомничени. Во врска со издадените согласности од страна на директорот на Управата, трето пријавениот, кој што бил на позиција инспектор за археолошки наоѓалишта, бил определен и вршел археолошки надзор на двете споменати локации, како лице за оперативно координирање бил назначен токму трето пријавениот, зашто не постои никаква документација. Од извршените проверки и увид во документацијата на Управата не е констатиран ниту еден записник за извршен инспекцијски надзор на наведените локалитети или пак каква било фото или техничка документација која што морала да се изготвува при вршење на инспекцијскиот, односно археолошкиот надзор. Од Управата за заштита на културното наследство до Министерството за внатрешни работи било доставено барање за полициска асистенција, преземање на превентивни мерки во насока на обезбедување на споменатите локалитети, а поради сознание дека можно е да биде пронајдено поголемо количество на оружје, како и поради предизвиканиот интерес
на повеќе групи така наречени трагачи на богатства која асистенција од страна на Министерството за внатрешни работи била извршена. Од страна на Министерството за внатрешни работи до Управата за заштита на културно наследство доставена е фактура со вкупно направените трошоци за полициска асистенција на локалитетот Велешко езеро Катланово, која требало да ја подмират носителите на незаконски издадената согласност, но истите одбиле со образложение дека асистенцијата била побарана токму од управата. Без при тоа истите да бидат консултирани, односно не сметале дека има потреба од полициска асистенција. По однос на ископувањето на локалитетот на место викано Драмски рит од страна на управата, согласноста за изведување на земјените работи е прекината на 16 декември 2012 година со писмено образложение со кое што носителот на согласноста се известува дека се настанати проблеми околу финансиските средства за асистенција, на што истиот реагирал и повторно побарал управата да му ја продолжи согласноста, наведувајќи дека недоразбирањата околу асистенцијата се токму помеѓу Министерството за внатрешни работи и лицата кои што се пријавени од управата. Од извршените проверки во Управата и за заштита на културно наследство е утврдено дека целокупната документација во однос на издадените согласности се наоѓала кај четврто пријавената, инаку вработена како советник за безбедност на културното наследство во Одделението за превенција на културното наследство во Управата, наместо таа да биде сместена во архивата на Управата со цел останатите вработени да немаат увид во истата. А истото било сторено по барање на нејзиниот раководител, односно второ пријавениот. Пријавените лица денеска се изведени пред надлежен истражен судија во Основниот суд Скопје 1 Скопје заради натамошна постапка. Треба да напоменеме дека едно од пријавените лица веќе се наоѓа во притвор во врска со претходно поднесена кривична пријава во мај годинава, односно во случајот така наречен Фаланга 2. Дали има сознание дека институциите подавале контролната за беше Фаланга Министерството за внатрешни работи го поднесе посебниот извештај на барање на јавното обвинителство, односно истражниот судија за проширување на кривичната пријава и врз основа на оние докази кои што беа прибавени при преземањето на натамошните действија. Прво, не спомнуваше и за това да Ќе повторам, Министерството за внатрешни работи постапува исклучиво врз база на прибавените докази и крајно неселективно, така што врз основа на барање на судот и на јавното обвинителство за проширување на истрагата преземени се дополнителни мерки и действија и врз основа на прибавените дополнителни докази во текот на денешниот ден поднесен е посебен извештај, а лицата кои што се осомничени се изведени пред надлежен истражен судија. Дали е побарано и евентуално копање на тие локалитети и откривање на археолошки кои што не се пријавиле? Се што е побарано од Министерството за внатрешни работи досега е постапено по тие барања. Ние остануваме отворени за соработка и со јавното обвинителство и со судот, се разбира, и доколку има обезбедено, доколку се обезбедат во натамошната истрага нови дополнителни докази, не исклучуваме можност пријавата да биде проширена, односно да има нови посебни извештаи или пак делата кои што им се ставаат на товар на некои од осомничените да бидат надополнети со нови други пријави, односно други кривични дела. Досега Министерството за внатрешни работи по преземените дополнителни мерки и действија обезбеди дополнителни докази и документација за овие два случаи. Но истрагата продолжува, денеска осомничените ќе бидат и веќе се изведени пред надлежен истражен судија, така што доколку има потреба
За натамошно постапување остануваме отворени за соработка со судот и обвинителството.